Јас сум Лидија Димовски, мејкап артист за Max Factor на Македонија. Сега ќе ви презентираме како да се нашминкате за вашето вечерно излегување. Сега ќе користиме силни и темни тонови на очите за да ги истакнеме. Мислам дека кога ќе бидат истакнати очите, карминот треба да биде понежен и поприроден. На темелно изчистено лице прво ја нанесуваме All Day базата. По нанесувањето на базата ги користиме коректорите за потемните делови околу окото и коректорот за прикривање на црвенилото, што често пати зимниот период знае да се појави на лицето. После коректорот ја нанесуваме пудрата. Јас често пати ја користам пудрата Facefinity All Day, бидејќи таа има густа структура и дава добра прикривност и трае преку целиот ден. После секое нанесување на течната пудра, секогаш нанесувам пудра во прав од Max Factor. Таа е транспарентна и одговара на сите тонови на кожата. За истакнување на очите ќе користиме темни силни тонови, а како подлога ќе ставиме крем сенка. За оцртување на окото го користиме моливчето Excess. Тоа е прецизно и долготрајно. Max Factor има широка палета на велт сенките. Јас за овој изглед ќе користам една од нив, црната. За да бидат поистакнати зелените очи, во внатрешниот дел на окото ставиме бело моливче. Маскарите со тенки четки овозможуваат еднакво нанесување од коренот кон врвот на влакното. Потоа нанесуваме 24 часовен кармин соодветен на моливот. Бидејќи овие кармини се суви, предлагам да се користи новиот сјај на Max Factor Color Elixir за да добиеме дополнителен сјај на усните. За крај неколку совети би споделила со вас. Кога се нанесува коректорот, се нанесува со нежни и кружни движења, но не премногу. Главни елементи на целиот мејкап се пудрата и маскарата. Многу жени се во дилема што поголема четка, тоа поголем ефект. Јас го мислам спротивното. Помала четка, поголем ефект, бидејќи рамномерно се нанесува од коренот кон врвот на трепката. Кога го шминкаме окото погламурозно, со темни бои, секогаш усните идеме со нежни и природни тонови. Се надевам дека со ова ви помогнавме малку како да го постигнете вечерниот изглед.